Со оддавање почит на Момир Стојановски, првата жртва во војниот конфликт во земјава, од Сдружениот одбор на бранители потсетија на сите бранители, кои несебично се одзваа на повикот за одбрана на татковината во 2001 година. Вооружениот напад на полициската станица во Теарце, кој се случил во 2 часот по полноќ на 22 јануари, неофицијално се смета за почеток на воената криза. При нападот на полициската станица од страна на терористичка група, смртно беше ранет, а потоа на пат кон болницата животот го загуби полицаецот Момир Санде Стојановски од село Дубровница, Крива Паланка. Додека потешко повреден беше Давор Евросимовски, полицаец од Тетово, а полесно беа повредени Борче Ѓуровски од село Жилче и Јахи Лика од Тетово. Момир Стојановски е првиот не пребол меѓу сите останати паднати бранители 2001 година и подоцна починатите од последиците на војната. Тие што го познаваа Момир Стојановски секогаш со гордо се сеќаваат на него како човек кого го краселе сите доблести на човек. Одличен професионалец и лојален кон својата татковина. Ако се вратиме во историјата, ќе се сетиме дека секогаш за татковината гинеле најдобрите, најхрабрите синови, а таков беше и Момир Стојановски. Вечно ќе бидеме нивни должници што се уште постоиме и цврсто обстојуваме на ова тло и најмалку што можеме да направиме за нив е да не дозволиме никогаш да забинат во заборав. Повеќе делегации положија цвеќе на бистата која се носи на ова место само на овој ден. За загинатите нема достојни обележја, а ваквите настани ги организираат поединци. Бранителите се заборавени од државата, реагираат од одборот на бранители. Во моментот статусот на бранителите е, може да се рече, очаен со оглед на тоа дека не се згрижени, голем дел од бранителите се во социјален ризик, многу од нив веќе се починати, државата сериозно не се зафати со грижата за нив, не се интегрирани во општеството, поставени се на маргините на општеството во многу лоша состојба. Од одборот на бранители велат дека ќе ги интензивираат активностите, особено за да се избегнат манипулации со нивните гласови за време на избори, поучени од досегашното нивно искуство. Одборот на бранители годинава ќе биде повидлив на просторите кај што треба да се одбележат настаните од 2001 и при тоа ќе биде во контакт со членството за да се избегнат на престојните избори манипулации со нивните гласови. Ќе создадеме платформа за преговори со политичките партии и поддршката на изборите на сите оние кои ќе можат да ги исполнат нашите цели и барања.